Почитувани добро вечер. Мој вечерашен гостин во емисијата Став е Сонја Алексиевска, дипломиран психолог. Господја Алексиевска, добро вечер и за вас. Добро вечер. Благодарам што одвоивте време и ја прифативте поканата да бидете дел од вечерашнава емисија во која што ќе поразговараме на теми актуелни особено за младата популација. Благодарам и на вас на овој почит. Професорке, насилството и нетрпеливоста меѓу младите се почесто е присутна и позастапена на улиците, на спортските надпревари во училиштата. Кои се мотивите за ваквото агресивно однесување кај младите и кој всушност се задоволува со таквиот начин на однесување? Ова е голема појава, голема проблематика. Најдобро е да тргнеме од етимологија на зборот. Примерно, овој збор, оваа појава нема лоша дефиниција, нема лошо потекло. Не е зачудувачки затоа што потекнува од латинските два збора ad, што значи кон, како усмерување, и gradus, што значи движење, чекорење. Чекорење кон. Сега, од одредбата чекорење кон произлегува одговорот, ке се обидам да го дадам, со моето скромно познавање и знаење по оваа проблематика, кон што? Се поставува прашање кон што? Движењата, човековите движења, без разлика дали е агресивно, дали е миролюбиво или било кое поведение, е комбинација од биологија, од behavior, поведението, од социјалната средина. Не знам, веројатно имаме можност, имаме време да ја елаборираме биологијата. Сите знаеме дека во нашето постоење функција имаат хормоните, функција има кората на големиот мозок и еден многу интересен дел од нервниот систем кој што се вика амигдала и лимбички систем. Истиот е одговорен за емоционалното поведение на човекот. Трансмисијата на нивните продукти од лимбичкиот систем, од амигдалата, во комбинација со слепоочниот дел на кората на големиот мозок, ја даваат структурата на поведението. Ајде тука на сите ни е познат оној хормон серотонин, што се нарекува. Намалена трансмисија на серотонинот дава негативни емоции. Сега, дали тоа движење кон овие негативни емоции ќе биде латентно? Агресијата може да биде и само во мисла и желба да му нанесам зло на другиот човек. Агресија може да биде ако малото дете има хипер потреба за земање на храна, постојано да тражи храна, и тоа е агресија. Не мора сега да зборуваме, а и ке зборуваме за агресија во форма на крајната форма на физичко насилство, психичко насилство и така натаму, веројатно ќе дојдеме и до тоа. Биолошката функција го дава овој ефект. Тоа е исто кога желудникот ни бара храна, хипотрансмисија на овој серотонин хормон ни дава агресивна потреба. Манифестната форма на агресија, како што реков претходно, е нанесување на зло на другиот човек. Формите се различити, се повторувам, но за да преминам на друго, формите се различити, на физичко насилство, психичко насилство и така натаму. Зошто некои луѓе прават, си дозволуваат, не се плашат наводно или сакаат да прават физичко, психичко или било која агресија, а другите луѓе не? Тука е она компонента на објаснување на агресијата, чекорење кон, која ја објаснува, ова претходно е нативистичката теорија, која бихевиоралната теорија го објаснува. Behavior во превод од англиски значи поведение, односно наградување, хранење, подхранување или абстиненција од тоа кога се реагира со пофалба или покуда од страна на родителите во развојот на нивните деца. Може би ќе звучам банално, но исказот, суштината, вистината на
Детето е татко на човекот, нема баналност, напротив. Тоа е суштинската, исконската вистина. И третата област, не мора да е трета, следна област од овие комплексни, е социјалата. Односно, како и дали сите оние што се членови во социјалната група, во кои сме јас, вие, сите, дали тоа го подхрануваат, го одобруваат, дали на тој начин нашите комплекси кои што не можеме да си ги задоволиме, нашите потреби, фрустрации, дали средината во која раснеме, секако примарната клетка семејството, а покасно и макроклетката, подоцна се извинувам, социјалната средина, сите тие се едни комплексни, хибридни појави, кои хибридно треба да се решаваат, да се разгледуваат, а етапно, ред по ред, скалило по скалило, да се работи на оваа проблематика. Навистина непријатно чувство е и кога сите од нас понекогаш сме почувствувале потреба, специјално кога сме повредени, на агресивно нешто. Но сите не правиме агресија. Не знам колку успеав, вака може би делумно горниот слој да го фатиме, да го обработиме на овој феномен на агресивност, а сепак исконско нешто. Ајде, сега во моментот се сетив, ајде да се вратиме на првобитниот човек. Кои ловеле? Како ловеле? Ловеле најсилните. Ајде да го преведеме со денешниот јазик. Ловеле најагресивните. Зошто? Па да ја победат големината на животните кои морале да ги победат. Еве таа нативистичка теорија, каде што психоаналитичарите, нативистите примарно велат дека кај човекот постојат две енергии. Енергија на ерос и љубов и енергија на танатос, уништување и самоуништување. За жал на човековиот род. Кој се задоволува со едно агресивно однесување? Кој се задоволува? Се задоволува оној кој познава само тоа. Или во најголем број случаеви, оној кој познавал само тоа. Се задоволува оној човек кој не познава дека проблемите може да се решат примарно со разговор. Се задоволува оној човек кој не познава дека вистината, дека миролюбието, еве не знам терминот, тој дека она што дава позитива ќе роди и позитивно, агресијата ќе роди агресија. Секако. Тие луѓе веројатно, сега веројатно не етикетирам, не правам стигма, веројатно тие луѓе ќе бидат задоволни. Кај кого да се бара одговорноста, например, за едно насилно однесување кај младите? Кој е најодговорен за таквото однесување на децата? Видите вака, одговорноста за се нешто во животот, било да е агресија, за се, буквално за се, секој треба да се ја бара во себе. Огледалото на мене е во мене. Секој човек треба да биде доволно голем или мал за да порасне. Одговорноста се бара примарно кај самиот човек, кај самиот себе си. Зошто ние луѓето не сме честни према самите себе си? Зошто секогаш друг ми е крив? Одговорноста е во мене. Ако само 0,5% од 7 милиарди на луѓе, математика сега не сакам да употребувам, размислува како се чувствува оној другиот што седи наспрам мене, светот навистина ќе биде подобар. Не знам колку дадов одговор. Во моменти кога јас се чувствувам агресивна, во моменти кога сум задоволна, во моменти кога се чувствувам како неуспешен или успешен родител, секогаш во мене ја барам одговорноста. Ако не можам да ја најдам, ако и понатаму сум нечесна спрема мене и продолжувам да се лажам, ќе побарам совет од лекари, од психолози,
Има полно колеги мои, ке побарам, од психијатри, од социјални работници, од секого, можеби од другарот, не ставам на пиедестал образование, мада не е за поценување. Од другарот, од комшивката, од поминувачот, слушај, ке те мола, мај, кажи ми вака ми е, што да правам, ке побарам и од други луѓе. Пред се, одговорноста е во мене, во вас, во сите нас. Така, тоа беше и моето следно прашање. Како еден родител да постапува со дете насилник? Дали треба да употребува одредена санкција, казна кон тоа дете, или пак треба да побера стручна помош, нели, од психолози и други стручњаци, да се поразговара на оваа тема и да се види како може, нели, со на каков начин може да се влијае за да се, нели, смени и промени таквото однесување на своето дете? Ајде, во азбуката се тргнува од буквата А. Самиот родител ке се праша кој сум јас. Самиот родител нека седне барем половина час од денот, нека се без осудување на своите родители, нека се праша како раснев јас. Нека се праша како направив да расне моето дете. Дали раснев во агресија? Дали јас со моето воспитување бев агресивен? Односно агресивна, еве, за себе ке зборувам. Ако барем и едно ретроградно, барем ако и едно најдеме агресивно елементче во нашето постоење, мораме да си признаеме дека сме сега зрели, дека во животот работите, ако ги одредиме како погрешка или грешка, можеме да ја исправиме. Можеме, ние сме способни, нашите умови се способни, само ако сакаме и ако сме честни. Прво во себе родителот да си го побара одговорот, понатаму да му се обрати на детето, да разговара. А ако таа агресивност има длабоки корени, секако нека побара помош. Кај стручни лица, кај оној човек за кој мисли дека е чесен, кај оној човек што го вреднува дека може да му помогне. Кај сите нека бара помош. А сигурно дека ние порано родени, еве сега да кажам постари, сме одговорни и мораме да катализираме помош на нашите деца. Секако дека треба за негативно поведение да се даде блага форма на покуда или за позитивно поведение пофалба. А ако и тоа не помага, мора награда и казна. Тоа е систем на учење. Колку содржините на телевизиите, користењето, нели, на интернет, социјалните мрежи влијаат врз однесувањето и поведението на младата популација? Секако дека да. Се она што е околу нас влијае. И сабајле дали ќе биде облачно или сончево влијае, нормално. Сега, и доброто и злото е околу сите нас. Интернет и околу мене, околу вас, околу луѓево со почит, публиката што не гледа, интернетот и меѓу младите луѓе. Пак ќе појдеме во тоа, или од тоа. Околу сите нас е и доброто и злото. Ама мораме да ги научиме нашите деца, мораме да ги научиме да разликуваат добро од зло. Мораме, тоа е задача, на секој човек е задача. А секако дека влие нормално. Ајде сега да докажеме преку примери дали вие и јас гледаме исти емисии. Дали вие и јас гледаме исти содржини на телевизија? Па не случајно постојат многу канали. Па не случајно тоа е лепезана понуда за луѓе со различити вкусови и различити карактери. Па не случајно нашите деца не гледаат исто. Не случајно некој има таква боја на коса, некој вака се облекува. Сето тоа е резултат на нашата изградена црта на личност, на нашето воспитание, на нашиот кодекс и вкус, кој делумно постои во нас,
ама кој делумно го користиме, го гледаме, го учиме, го црпеме од нашите родители, по широко семејство, од нашите врсници и така натаму. Примерно мора да знаеме што е добро, што е зло, бидејќи тоа е околу сите нас. Како да се намали масовноста на ова насилно однесување особено кај младата популација, нели сега зборуваме за младите? Ајде, поимасовност, да. Поимасовност се состои од структурални елементи, се надевам. Како да се влие? Кревање на свеста кај младите. Како се крева свеста? Од мали нозе. Значи, преку игри, во предучилишни установи, преку песнички кои имаат алтруистичка содржина, преку воспитанието во пониските оделенија, во основните оделенија, преку тет-а-тет дружби, работилници, игри, отворање на теми кои ќе да ги видиме ставовите на младите, да си ги кажат своите мислења. Многу начини има за кревање на свеста кај младите луѓе, кај секој човек. И тоа е сноубоулинг. Ако барем 10% од таа масивност, како едно топче од снег се пушти, надоле ќе направи сноубоулинг. Сите луѓе полека ќе се лепат, кога ќе ја видат позитивноста од таквата свест, ќе се лепат магнетно, ќе се лепат и веројатно сега не живееме во... Не треба да ја идеализираме работа дека се е можно, чаробни, волшебни стапчиња не постојат, но вреди да се обидеме. Освен вербални конфликти помеѓу младите и тепачките, се позачестени и насилничкиот криминалитет, но и зачестени убиства на ниво на државата. Дали може да се превенираат и како ваквите појави? Секако со претходно реченото, веројатно може да се превенира. Превенција да се направи, веројатно се извинувам. Како? Тим на луѓе мора да работи. И знаете што? Волјата кај човекот. Волјата е голем двигател, голем агресор, голем катализатор на добро, на зло, само волјата. Ресоциализација, на вистина, целиот свет, буквално целиот свет, мораме да бидеме издржливи во тоа. Не сакам никој, ниту јас се доживувам како последни мохиканац, ке кажам. Од тој последни мохиканац само музиката е добра. Ајде, зошто да не се вржеме за музиката? Зошто нашиот живот и нашето живење да не ни биде музика? Веројатно, верувам дека може да се работи. Тешко? Може да се работи. Треба пред се. Така. Исто така актуелна тема, нели? Може би излишно веќе, но сепак дека ќе ја спомнеме употребата на наркотични средства. Евидентно е дека последниве години има голема, може би и прекумерна употреба на наркотични средства од страна на младата популација. Дури невладината организација ХОПС деновиве излезе со податоци дека 8-годишно најмало дете на 8 годишна возраст е најмладиот корисник на дрога и тоа со инјектирање. Како доаѓа до ова толку мали деца на толку мала возраст да дојдат нели до наркотични средства и од каде таа, не знам, желба, интерес за користење на наркотично средство? Дали тие воопшто се свесни што значи тоа на таа возраст? Ајде ќе се обидам да дадам одговор на прашањето од каде. Ајде да кажам
од семејството. Ајде да не деградирам свето нешто, свето е семејството. Од каде? Ке се обидам да направам една анимација. Анимација на богатство, а кој е најголемото богатство за еден човеков род? Па потомството. Богатството ни е дадено, анимирано. Даден ни е простор, ние посадивме винови лози, лозите, виданките наши порасна, се роди грозјето и ние го оставивме. На кого? Зошто ги фрламе нашите богатства? Условно кажано ги фрламе. Секако дека од семејството, секако зошто младиот човек посегнува по дрога, прво сега во овие трендови е да е ин. Ин значи да е внатре, да е во мода, да не излегува, да не бега од своите врстници, понатаму љубопитноста, понатаму се што е забрането е многу посладко, иако е горчливо, покасно кога ќе дознаеме, можеби е не покасно, туку најкасно. Пак е комплексна оваа работа. Но мислам дека од каде од незнаење дека богатството навистина треба да се чува. А тоа е нашето богатство. На човеков род најголемо богатство се нашите деца. Мораме да го негуваме, да го множиме, да го негуваме. Колку средината во која што живее детето влијае на една ваква појава? Многу. Влијае. Многу влијае. Секако, еве пример, ако е модерно да се носи мини, и сега сите девојчиња носат мини, две девојчиња не носат. Ке бидат исмејани, ке бидат деградирани на маргините, на постоење. Не се во склад со младите. По модарство станува дрогата, се извинувам, наркотичките средства, понатаму ајде да се прашаме, децата кои успеале, родителите кои успеале да ги изградат своите деца, да ги научат дека проблемите се решаваат, да ги научат да им ја формираат личноста, да ги научат како да ги решаваат фрустрации и конфликти, да им дозволат да им се доближат, или ако не децата, ние постарите да им се доближиме на децата. Не сите деца посегнуваат по наркотички средства, а пак се модерни, пак се ин, пак се во мода, пак се со своите врсници, со дружба. Се потекнува од детето е татко на човекот, верувајте ми, ке ве молам, се од таму потекнува. Многу влијае семејството, јаката личност, изградената личност, дури она што не е стабилна, која се лелее, која се љулја личноста, родителот е тука да ја стабилизира. И секако и родителот треба да соработува со просветните работници, не дека таа фела е на пиедестал, сите сме луѓе затоа што сме луѓе и постоиме сме на пиедестал на нашето постоење. Има, обратете се, побарајте помош, свржете се со луѓето, па не е ни срамно да се најдат родители чии што деца користат наркотички средства, да комуницираат, заедно да работат. Мора да се работи, мора да се комуницира. Проблем е во некомуницирање. Проблем е во отфрлање на нашето богатство, на децата. Отфрлање ненамерно, подсвесно е тоа. Мора да си ги прво себе и децата да си ги цениме, да внимаваме над нив, дефинитивно. Значи генерално кои лица најчесто посегнуваат по наркотични средства? Слаби луѓе, и така младоста е слаба. Тоа е фиданка, на секој ветар може да се скрши. Младите, слабите луѓе, едукативно запоставени, жалам што постои ваков феномен на едукативна запоставеност. Тие категории не треба да ги етикетираме,
Болно е да ги етикетираме, пак правиме агресија. Агресија ќе роди агресија, не може друго да роди. Тешка е ова дискусија, ова е многу комплексна работа за човеково постоење. Многу. Сериозна. Исто така друга сериозна тема и појава се разводите. Евидентни се поголем број на разводи, особено последниве десетина години. Кои се најчестите причини кои што доведуваат до зголемување на бројот на бракоразводите? Себичност и немање на комуникација. Знаете како? Луѓе, ќе тргнам од едно. Ќе тргнам од его. Его е здрава категорија. Секој треба да имаме своје ја, треба да имаме его. Суета. Таму е проблемот. Од она, видите колку ми е голема суетата, егото. Ништо не видиме. Себичноста и некомуницирање е рак рана за секој брак. Немање на толеранција, низок степен на толеранција. Не значи еден да доминира, рецесивен, друг доминантен. Еден доминантен, еден рецесивен. Не. Сега за мене е малку излитена категорија подеднаквост. Само вага може да прави подеднаквост. Подеднаквост во психа, во давање на емоции, тука нема вага, не треба да се мери. Задоволството, почита на другиот е слога. Почита, толеранција, комуникација во брак е обстојување на тој брак. Заедница. Таму е, мислам, таму е проблематиката. Децата се тие кои што најмногу страдаат при еден развод. Кажете ни, дали во тој прв момент кога децата ќе останат со еден од родителите е потребно за детето да се побара стручна помош? Што препорачувате вие како психолози, и вие и вашите колеги? Така, еве вака. Детето е дете и на двата родитела. И на мајката и на таткото. Подеднаква вредност и подеднакво право и должност има и мајката и таткото. Соопштување на детето треба да биде многу порано отколку самиот тој чин на физичко раздвојување на двата родитела. Како да му се соопшти? Да не се лаже детето. Треба да му се каже зошто се раздвојуваме, не успеваме да постоиме заедно, немаме слога, немаме комуникација, ние тебе те сакаме. Прво што треба да те прашаме е кај најповеќе сакаш да припаднеш. Не мораш да припаѓаш, значи автоматски му даваме на детето тежина дека е оно некој предмет, па еве чашава моја ке или твоја. Туку дека имаш подеднакво право и убаво и ние сакаме да бидеш и кај мама и кај тато или кај тато и кај мама. Траума е траума, да се разбереме, едноставно некого ќе му биде криво ако некој убаво пенкалци или некој брошче, ако ми е со љубов, како со љубов ми е моја своина, детето ги сака родителите. Брошчето ако го изгубам ќе ми биде криво, а не самиот феномен. Ние се уште не сме толку прогресивно општество и имаме етикета и стигма, демек дете на разведени родители. Па што? Дете е дете. Подобро да живее со еден родител, отколку со двајца во пекол. Бидејќи, се извинувам, да, поведете. Поведете ви. Благодарам. Бидејќи кавги, семено насилство, агресија, па дури некомуницирање, живееме под ист кров, а не разговараме еден со друг, а не постоиме. Децата многу убаво го тоа регистрираат. Подобро со еден родител, отколку во семејство
каде што владеат лоши интерперсонални односи. Така. Но дали е потребен разговор на тоа дете со стручна служба, во тој прв Секако, момент? ама секако. Секако, заборавив, изоставив. Така. Ја некако, не јас како јас, туку вие, човек, единец по единец, мислам дека таму е клучот на она, честни да сме пред себе си. А потоа спрема другите. А совет секогаш, јас се радувам и благодарам на космосот што ми дава потреба да барам совети. А сите носиме памет во нашите глави, секако дека ќе разликуваме кој совет е својствена моја личност, кој совет е добронамерен. Имаме глави, имаме мозок, па треба да расчистиме. Професорке, вие секојдневно сте со своите ученици. Се радувам, да. Така, но чинам дека порано учениците имаа некако поголема почит или поголем страф, ли да кажам, не знам дали е правилниот израз тоа, кон наставниците и кон стручниот кадар. Чинам дека во сегашно време децата некако се поопуштени спрема наставниците, учителките, учителите, нели? Доколку сум во право, на што се должи тоа? Доколку сте во право, делумно сте во право. Вака, не сите деца. Ако е овој тренд на мултикултурното поведение во воспитно-образовниот систем, тоа се должи на сите трендови што одат за или во 21. век. Спомнавте, чинам, ако добро помнам, страв. Стравот по определба е негативно чувство, но стравот може да биде и катализатор на добро поведение. Зошто? Ако јас се плашам пред се дека ќе бидам етикетиран, дека ќе бидам ставен на маргини, дека можеби ќе добијам, со јазик на просвета, слаба оценка, тоа е единица. Мозокот секогаш побрзо работи од зборот, кај секој човек. Ако јас се плашам дека ќе добијам писмена опомена од класен раководител, од наставнички совети, сега хиерархиските писмени опомени да не ги редиме, тогаш јас ќе влијам на себе и ќе се контролирам што работам. Не можам да кажам, а можеби и можам да кажам, а си ја љубам својата работа, ги љубам учениците, значи со кои што работам, им ја почитувам младоста, многу им ја почитувам младоста. И памета што ја носат. Тоа се паметни луѓе, тоа се идни наши граѓани, тоа се луѓе кои и на нас можат да ни помогнат, како постари луѓе. Секако дека има некоја поголема слобода во етика и морал. Од каде е таа слобода? Јас сега сум на медиум, пред камери, почитувам оваа професија, без ова не може да постои светот. Секако дека медиумите, пак ќе се вратам на примерното. Секој не гледаме исти емисии, секој не гледаме исти спотови, секој не гледаме исти филмови. Се зависи од личноста. Се зависи од каде сум, кој ми е, какво ми е детето, кој е мојот татко, какво ми е детството. Секако покасно, пак да не се враќам на исто. Какви ми се врсниците, но дека постои. Можеби тоа поведение се должи како на она, ај да сум ин, сите така се однесуваат, па и јас ке бидам, после ке ми се смејат. Има многу интересен термин во просвета, штребери. И сега мене не ме беше срам да прашам што се тоа. Па тоа се оние, ако добро сум разбрала, ако не се извинувам на аудиториумот. Тоа се оние деца што се послушни, мамини и татини синчиња, кои се скромни, кои само книга знаат, само учат, демек не се ин.
Може би од тука е тоа. Комплексно е, секако дека е комплексно. Како вие би го опишале идеалниот ли да кажем или правилниот однос наставник, ученик, наставник, родител, па и родител дете? Секако, еве го ланецот, еве ги тие алки карики, ако фали една, не е веќе ланче, не е украс. Како? Прво, идеално нема. Нели идеализмот кај Платон е критикуван, идеално не постои. Али да е оптимално позитивно. Како? Хиерархиските моменти, прво на возраста, мора да се почитуваат. Може би ќе звучам назадна, декадентна, старомодна, нека. Прво, хиерархиските моменти на возраста. Што влече со себе возраста? Искуство, но не значи дека и тотална исправност. Коректност. Прво, почит на возраста. Понатаму, на улогите што ги имаме во интерперсоналните односи во институциите. Улога на наставник, воспитно образовен работник. Родителите треба да ги воспитуваат своите деца, дека тој човек постои за вас. Ние постоиме за тие деца. Со улога на воспитно образовен работник. Како јас можам да воспитувам, да му кажувам дека црвената боја буди позитивни чувства, а некој контра да му вели не, тоа не е убава боја. Што да реши детето? Дали е убава или не? Значи, координативен одговор на родители, на воспитно-образовните работници, на социјалната средина, координативен одговор на сите овие чинители. Сигурно богатството да постои. Дали децата треба секојдневно да бидат контролирани од родителите? Што и каде одат? Проверка на ранците, на чантите? Да, според мене да. Па што ни е должноста? Секако дека не со понижувачки однос кон децата. Ама детето да знае дека да го прашаме, еве, ако се навредува од тоа, не да криеме, не да работиме нешто од позади, не е тоа убаво за мене, нема јас да се чувствувам убаво, а треба да ги проверуваме. Еве, пример, една порака, барем јас така постапував, кога моите деца реагираа негативно или моите ученици, со право моите ученици. Половина ден сме со нив. Ги прашувам, што сум ви јас? Па мајка. Која ми е мојата задача? Да не раниш, да не школуваш, да не облекуваш, да ни даваш парички. Уште. Па да не воспитуваш. Уште. Да ве контролирам. Зошто? Па мирно да спијам. Па зошто ние не сме малумни? Не сте, ама сте малолетни. Се помирија. Така и со моите драги ученици. Многу треба разговор. Честност. Вистината е многу може би тешка, некогаш пријатна и непријатна. Многу е убава. Најголема е вистината. Најголема и најбогато нешто. Од таму излегува се. Пред самиот крај на емисијата, госпоѓа Алексиевска, која е вашата порака до родителите? Порака до родителите. Не се плашите од богатството. Или пак да не се плашиме од богатството. Ценете го она што космосот ни го дал. Нашите деца, нашиот пород. Немојте да се навредите ако кажам некоја филозофија за мене. Таа филозофија е дека ние сакаме да имаме деца поради само една улога да станеме родител. Тоа е себичност, условно кажано. Па кога космосот толку многу не испочитувал да ни ја задоволи нашата себичност,
еве да не звучам грубо, оптимиста сум по определба и по постоење. Кога космосот ни дал да имаме богатство, па не знам зошто да го фрламе. Навистина не знам, да си го чуваме. Па понекогаш тоа богатство може би, еве, имаме дома сребрен прибор за јадење. Пример, сега ми текна во моментот тоа. Нели среброто потемнува накитот, па дали така со такво потемнето лажиче, вилушче ке јадеме? Не, ке си го исчистиме. Дали такви потемнети обетки ке носиме? Не, ке ги исчистиме. Па дали со некои незнаења од нашето богатство, нашите деца, каде потемнуваат условно, анимирано во своите поведенија, така треба да ги оставиме? Не, ке си ги исчистиме нашите богатства. Пред се ние сме најголемо богатство, космосот ни даде богатство и да си ги чуваме нашите деца, мораме да ги негуваме. Радувајте се што треба и сакаме и мораме да ги негуваме. Секој човек треба да се радува. Ви благодарам. Испративте една силна порака до родителите. Се надевам нели дека ќе ја слушнат и секако дека ќе ја применат нели во своето живење. Благодарам и на вас. Силината е во вистината. Ова јас зборував и на себе. Ви благодарам уште еднаш што бевте мој вечерашен гостин во емисијата Став. Има уште нели на многу теми да се разговара, но во интерес на времето се надевам дека соработката ќе продолжи, па во некоја следна прилика ќе поразговараме и за останатите теми кои што нели се во интерес нели на младите и на воспитно-образовниот процес кај младата популација. Благодарам и на вас. А вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер, се гледаме за 2 недели.